Укло FM 90,8. Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е новото издание на емисијата Студентски парламент, прво од неколкуте, посветено на четвртата годишна меѓународна студентска конференција Укло Колорс 2025, студентска конференција која се одржа на 17 декември 2025 година. Во нашите информативни, но и останати емисии, имавте можност да слушнете дека 16 истражувачки трудови изработени од 25 студенти на Укло, работени под менторство на 15 професори, беа презентирани на ова годишна меѓународна студентска конференција, која веќе втора година се организира со интернационален предзнак благодарение на членството на Укло во Алијансата Колорс. Универзитетот ги покани студентите од додипломски, магистерски и постдипломски студии од земјата и од странство да земјат учество на конференцијата, а на студентите од втори и трет циклус студии им се даде можност да аплицираат и како главни говорници или рецензенти, што представува вредна академска референца, што ќе биде јавно истакната и во публикациите на конференцијата и Колорс Алијансата. Конференцијата се одржа во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на Укло. Одлична можност студентите да ги презентираат своите истражувачки трудови, да се дружат, да комуницираат и да договарат идни заеднички проекти. Тоа практично беше и целта на конференцијата. Во денешното издание и, како што кажавме, во неколкуте идни изданија на емисијата Студентски парламент на Укло FM Битола, ќе имате можност да проследите разговори со учесниците и нивните ментори. Останете со нас на 90,8. Ги броев сите чекори до тебе, а ти ко сенка ми бегаше. Сите зборови ги трошев залудно, ти молчеше, тоа беше доволно. И кога сите слики бледеат, само твојата стои јасно. И кога се во мене тоне, само ти си во мене. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од илјада гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Како да не мислам на нас, секоја песна ме носи назад, секој ритам твоето име го шепоти, секоја нота срце ми отвори. И која други ке ме гледат, во мене само ти живееш. И кога сите ке си заминат, само ти остануваш. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од илјада гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Без да кажеш збор, без да кажеш збор, без да кажеш збор, без да кажеш збор, се губам сам. Во свет
што го нема. Ти си мојот мир и мојот храм. Како што кажавме во најавата претходно, на 17 декември 2025 во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на УКЛО се одржа 4-та годишна меѓународна студентска конференција УКЛО Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој. За учество беа поканети сите студенти од додипломски, магистерски и постдипломски студии од земјава, а им беше дадена можност за учество и следење на истата на сите Colors студенти од сите членки на Алијансата. Годинава, како интернационални гости, онлайн се јавија Мита Рам, Саба Батул Ватхар и Бактавар Низмани од универзитетите Ферара Италија, Шенжен универзитетот од Шенжен Кина, Универзитетот Сасари Италија, Институтот за технологија Вухан од Вухан Кина. Тие под менторство на Јанг Гунак го презентираат трудот, улогата на комуникацијата во постигнувањето одржлив развој, цели со знанија од Јужна Азија. Тука да кажеме дека можноста да се јават како главни говорници на конференцијата ја искористија Ева Нешковска, студентка на втор циклус студии на Педагошкиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и Пиер Джорджио Мазоти, председател на Colors студентите и заменик председател на Алијансата Colors. Тие ја потенцираа целта на одржувањето на конференцијата, да се подигне степенот на индивидуалната и тимската работа, поврзување на студентите, подигање на свеста за глобалните промени и потреби, создавање на способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика. Како што кажавме, на конференцијата се презентираа 16 студентски истражувачки трудови, работени под менторство на 15 професори. Работата се одвиваше во 2 работни сесии, а презентациите ги следеа и оценуваат членови на Комисијата за оценка на студентски трудови, професорите Драган Груевски, Дарко Велјановски, Јосиф Петровски, Валентина Шавкуловска, Билјана Димитровска, Татјана Несторовска, Силвана Пашовска, Илија Христовски, Михаил Ристевски, Бобан Пановски и Ангелина Цветановска. Учесниците ги само евалуираа своите трудови, што на конференцијата ја обезбеди висока објективност и посебност. По завршувањето на студентите и менторите им се врачија сертификати за учество на конференцијата. Во оваа прилика да кажеме дека трудовите кои беа презентирани ќе бидат објавени во зборник на трудови, а најдобрите и во студентското научно списание Нови хоризонти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Снимивме разговори со сите учесници на конференцијата, кои ќе ги имитуваме во денешното и неколкуте наредни изданија на емисијата Студентски парламент на УКЛО ФМ Битола. Ќе започнеме со разговорот што го водевме со Ева Нешковска, студентка на втор циклус студии на Педагошкиот факултет во Битола. Ева Нешковска од Педагошкиот факултет во Битола, сега веќе како постдипломец, втор пат учесничка на студентската УКЛО Colors конференција. Ева, здраво. Здраво. Да кажеме веднаш твојата тема со која што сега се представуваш, учествуваш е отсуство на интерпункција и присуство на читатели, така ли му доаѓа? Отсуството на интерпункција и присуството на читатели во поезијата на Матеа Матевски, целосниот наслов на мојот труд, се фокусира во овој пат на еден поетски аспект, но повеќе пренасочен на јазикот, односно Матеа Матевски пишува збирка на песни која што се нарекува Копнеш по целина, и целосната збирка е напишана 72 песни, но напишана е без интерпункција, и моето истражување е како таквиот вид на поезија влие на читателите. Работеше под менторство на професорката Виолета Јанушева. Да, работевме заедно со професорката Виолета Јанушева. Јас сум благодарна премногу на незината соработка и на незината поддршка, која што секогаш стои до мене да ги поддржи моите нови идеи. Сега кажи ми нешто повеќе за темата. Нели ни објасни дека се работи за поезијата на Матеа Матевски, пишува без интерпункција. Да, Матевски пишува без интерпункција. Пред да започнам со самото истражување со читателите, детално го истражив неговото творештво, открив некои нови аспекти кои што досега во македонската литературна критика не се досега воопшто спомнати. Имав прилика да направам истражување со голем број на
на зборувачи на македонскиот јазик, така што на еден визуелен, но и на буквален начин се портретира како сите ние различно ја разбираме поезијата, уште поконкретно кога не е запрена со никаква интерпункција, така што резултатите се доста интересни, некои работи дури не очекувани, така што се надевам дека овој труд ќе, освен за студентската конференција, ќе даде голема вредност и кон македонската литература. Ајде виш, читателите како гледаат на оваа поезија? Читателите беа на прва до некаде изненадени, затоа што помладата публика се немаше толку блиску сретната со неговата поезија. Влијанијата кои што ги открив беа на когнитивно ниво, на лингвистичко ниво, на емоционално ниво и на ниво на интерпретација. Кажуваат дека не им е баш толку едноставно да ги разграничат каде е крајот на реченицата, каде е почетокот. Дури нешто што мене ми изненади е дека без интерпункција побавно читаат, иако нели парадоксално знаеме, ако има интерпункција, нели треба читањето да биде побавно. Лингвистички сами си ја прават синтаксата во својата глава и тука има прилика да постават интерпункција каде што тие мислат дека треба, така што тука ако имаме тој визуелен дел, во интерпретацијата скоро сите различно ја толкуваат, токму заради таа слобода и на крајот на емотивниот дел некои кажаа дека му го намалува квалитетот на читањето затоа што повеќе се фокусираат на значењето, а не на емоцијата, останатите кажаа дека му е доста поинтимна и полична токму заради тоа што секој различно ја разбира. Како ти гледаш на ова поезија, како тебе ти легна? Мене ми легна совршено токму заради таа уметничка слобода, заради тоа што покажува по милионите пат дека границите на поезијата не постојат и дека да, постојат правила во граматиката, но кога е во прашање поезијата, тука е потребна голема уметност, но и умешност тоа да се направи. Веројатно тоа е дел од заклучокот на твојот труд. Дефинитивно. Рече дека ова досега не е истражувано, барем според твоите сознанија, значи ли дека освен на ова студентска конференција со трудот може да се пријавиш и на некои други конференции? Да, се надевам, тоа е една од моите цели, каде што ги спојувам и мојот личен интерес кон литературата споена со јазикот, но и се трудам да ги опфатам некои аспекти кои што досега не се воопшто пишувани, а ги има безброј. И сега ќе те прашам уште нешто. На оваа конференција си ангажирана освен како учесник, нели, на конференцијата со свој труд и на еден друг начин. Да, како студентка на втор циклус студии на овогодишната конференција сум ангажирана и како keynote speaker, односно на почетокот на конференцијата, можеби и на крајот. Мојата улога ќе биде да го поставам главниот тон на конференцијата, да инспирирам, да мотивирам, да направам едно целосно резиме на тоа какви трудови ќе има и која е всушност целта на студентските конференции. Да, добро, со оглед на тоа што разговорот го снимаме веќе пред почетокот на конференцијата, што е она што ќе им го кажеш на присутните? Ќе им го кажам тоа дека студентските конференции не се само вежба за вистинската академија, студентските конференции се вистинската академија, затоа што освен тоа што ќе слушнеме различни трудови од различни области кои што на свој специјален начин ќе придонесат до општеството, сите имаме една заедничка работа, а тоа е човековата одговорност на тоа како истражуваме, како зборуваме, како се грижиме и како ги споделуваме нашите нови сознанија со општеството и со нашите ближни. Што значи конференцијата за тебе, сосема за крај? Конференцијата за мене значи искуство во однос на создавањето, во истражувањето. Овој пат сум веќе втора година на оваа конференција, така што веќе можам да кажам дека ги отвара вратите кон академијата и истражувачката работа. Значи големо искуство и во презентирањето на самите идеи, затоа што едно е тоа да се истражи, а друго е тоа да се сподели со другите. И можам да кажам дека оваа студентска конференција треба да стане традиција и во сите понатамошни. Ти благодарам, Ева. Ви благодарам и на вас. Презентација. Ви благодарам. Одиме со музика, а потоа и останатите предвидени разговори за денеска. Бидете со нас на 90,8. Очи твои зелени, не ги тргнати од мојот лик. Ајде престани со тие погледи и дај нешто просвори. Тие очи твои убави, тонам во мифи, веќе нема мир. Ајде земи ме и води ме до крај на светот, јас и ти. La 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 la, далеко негде
пушнати. Светот мој е твој и ништо друго не. Не ми треба во овој миг, не ми треба во овој миг, додека сами сме јас и ти. Ла 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 ла, далеко негде да бидеме сами свиени. Ла 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 ла, ми направи немир како цунами јас и ти. Твоја сум, добро знаеш ти, твоја сум, немој да го уништиш. Овој миг, незаменлив. Ако е сон, немој да ме разбудиш. Ла 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 ла, далеко негде да бидеме сами свиени. Ла 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 ла, ми направи немир како цунами јас и ти. Ла 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 ла, далеко негде да бидеме сами свиени. Ла 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 ла, ми направи немир како цунами. За време на одржувањето на 4-та годишна меѓународна студентска конференција UCLO Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, разговаравме и со две студентки од правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Ирина Јовановска и Ангелина Вукосављевиќ. Слушнете ги во продолжение. Ирина Јовановска, студентка на правниот факултет на студентската конференција со тема Паметни очила низ призмата на студент по право. Ирина, многу интересна тема, вака барем мене ми изгледа. Да, реално кога ја одбиравме темата која да биде, бидејќи специфична е како студент по право реално, сметав дека оваа тема навистина е многу неактуелна меѓу нас како Македонија, да речем, но е актуелна многу во светот, па искрено помислив дека можеби можеме да ја разглобиме на неколку делови оваа тема, ако би можела така да кажем, за да би имале едноставно представа што всушност представуваат паметните очила, како тие би се користеле во иднина, кои се бенефитите од овие паметни очила, а исто така кои се и маните кои овие очила ги носат сами по себе. Работеше под менторство на професорот Благој Неновски, да? Навистина чудно некако студент од правен факултет да се зафати со ваква тема. Реално баш и во комуникација со професорот сметав дека доволно веќе правото во Македонија се зборува како право, како тема право. Се разбира дека технологијата се оди понапред и се соочуваме со премногу нови предизвици, така да сметам дека и од аспект на идни правници, дека оваа тема во иднина ќе не биде навистина актуелна и нас како правници, можеби на повозрасните не им била, меѓутоа на нас младите генерации сметам дека ова ќе ни биде и секојдневие на некој начин. Ајде, што обработуваше во темата? Темата обработува најразлични теми, да речам пошироки, теми, така. Меѓутоа, најглавниот дел е задржан на тоа перспектива на студентите по право. Како студентите по право ги гледаат овие теми, како гледаат на технологијата и како сето тоа на некој начин ќе биде имплементирано и со какви регулативи, какви начини во иднина. Исто така, како што има предности многу технологијата, расте сите тоа ние многу добро го знаеме, меѓутоа има и одредени ризици на кои треба ние во иднина многу да внимаваме. Аз сметам дека со оваа презентација ќе им се долови на повозрастните и ќе имаат и тие во предвид што всушност стануваат овие нови технологии. Што велат студентите? Студентите имаат поделени мислења, наискрено. Едни веруваат дека технологијата
тука се вклучувам и јас. Технологијата е навистина употреблива и сето тоа е навистина јака страна, меѓутоа ако е добро регулирана од правна страна. Меѓутоа, доколку немаме правна регулатива како што треба за овие технологии, сметам дека ќе бидеме во големи проблеми, така да ги наречам. Но имаше и студенти кои во кратка анкета, неформална, кои навистина се изразија дека се плашат од овие нови технологии, иако како млади луѓе се изненадив од одговорите, се плашат како млади луѓе, да бидат константно снимени од овие очила, да не нивните информации во случај излезат надвор од контрола и сите оние приватни работи кои се случуваат во домот или во јавните сфери, сметам дека сепак има и приватни работи кои треба да останат во доменот, приватни. Твојот заклучок е? Мојот заклучок е тоа дека паметните очила се навистина интересна технологија, навистина служат како алатка плюс во секојдневниот живот, можеби додека патуваме, како млади луѓе сите сакаме да патуваме реално. Меѓутоа со регулатива која се уште не донесена така во Македонија, сметам дека треба да се донеси во најскоро можен рок што би можело да биде, и сметам дека со правилна регулатива ваквите очила ќе добијат она вистинското што треба една технологија на вистина да го има како што и создадена всушност, за да биде како алатка, а не да биде ризик за сите нас. Ирина, ти благодарам. Фала ви. И се надевам нема да биде во последна конференција студентска на која учествуваш. Не. Фала ви. Да разговараме со Ангелина Вукосављевик, студентка од Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии во Битола. Ангелина, здраво, прв пат учесник на студентската конференција. Прв пат напишав истражувачки труд, прв пат учествувам во конференција, како 4-та година студент. И се надевам дека во најдобро светло ќе си ја представам трудот денес. Предизвик за тебе пак во друштво? Преголем предизвик. Од самиот факт што има премногу луѓе, професори и така натаму. Меѓутоа сметаш дека одлично си ја подготвила темата ти е корупција. Корупција, како патување од колевка до гроп и понатаму. Работеше под менторство на професорот Никола Тунтевски. Хајде кажи ни нешто повеќе за темата што ја работиш. Ми се роди идејата уште лани, кој пишува в академски есеи на тема антикорупција. Искористив еден нов метод на истражување, наречен Life Cycle Perspective, каде ја проучувам како феномен корупцијата, но по животни фази. Во смисла дека од нашето раѓање се до смртта, па и после смртта, во постхумните процеси, корупцијата секогаш е тука и влијае врз нашите животи, па и смртта. И подетално сакав да изработам како тема. Значи ни сите фази на сите фази, да. Ајде да видиме од раѓање од раѓањето, едукација, вработување и професионален живот, потоа пензионирање и сите тие наследувачки процеси. Во постморталните, да речем, посткумни процеси, кај што исто за наследство се зборува, за коруптивни, доста случаи во Македонија, коруптивни, поврзани со мито и корупција, поврзана со купување на надгробни плочи, сервиси поврзани такви, погребални и слично, и затоа сето тоа сакав да го вклучам. На вистина интересна тема. Веднаш на прво вака, кога го прочитав насловот, си помислив што ќе биде ова сега, меѓутоа вака како ми го објасни, на вистина интересна тема. Имаше доста материјали за истражување. Не, морав да барам и по весници наши македонски и слично, бидејќи немаше ништо во врска со постмортални процеси како корупцијата влијае тука. Можев само да најдам на посебни делови како едукациона корупција во високи образование и слично. Исто имаше и за родова корупција, но подетално немаше за друго. Сама се стражив се, што може. Значи пионерски труд можеме да заклучиме. Се надевам. Што вели менторот? Изненаден од темата што си од... Да, тој од почеток ми беше поддршка. Рече нормално на ваква тема, на ваков труд, дека ќе ти бидам ментор.
и не може тука да види денеска, ама ми даде стварно поддршка. Вчера се видовме уживо и ми рече дека вреди да се прочита, да се представи ваков труд. Рече и при раѓањето има корупција. Да. Во смисла, при самата регистрација на детето, да речем, имаше многу случаи кај што не се регистрира деца, кај што се губа нивните идентитети, потоа не може да пристапа до своите основни хумани права, човекови, и тоа го вклучив. При самото запишување подоцна во градинка, во основно училиште, средно, на факултет исто. Значи има доста случаи. Да, доста случаи има. Интересна тема која се надевам нема да остане само тука на ова студентска конференција, можеби со менторот ќе планирате да учествувате и на некој друг ваков настана, некоја друга научно-истражувачка студентска средба. А можеби со подетално, со повеќе истражувања на оваа тема, нешто што би го одбрала и како твој дипломски труд, или? Па, искрено се размислувам. Оти доста труд вложив и може месеци една информација да дознам, сепак си ја дадав како коментар, да ја скодирав и на крај го направив труд. Твоите планови за понатаму, рече сега абсолвент на правниот факултет? Планирам да запишам постдипломски студии на правен факултет, кривично право, криминологија и подоцна се надевам обука и сето тоа, па обука за јавни обвинители и суди во Скопје. Во секој случај ти посакувам успех. Уште да те прашам како гледаш на ваквите настани, на ваквите студентски конференции? Мислам дека се доста битни, иако првенствено се плашам од вакви работи заради јавности. Не сум навикната едноставно, можеби ќе ме мотивира понатаму да се пријавам на повеќе вакви настани. Ти благодарам за разговорот и успешно успех во се оно што си го испланирала. Мислам само на неа, а дали сонувам се, лесно ми влага у мисли, нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Околу неа има луда фама, оној нејзин лик, само тој го сакам. Меѓу нас ова долго трае, ова срце моје, само ти го дам. Кога сониш ти ми збориш и ме допираш со твојот нежен глас. Тие бисери се мои, мојот бисер добро стои на твојот врат.
дали сонувам се, лесно ми влага у мисли, нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Димитар Атанасовски, студент на Педагошкиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, доскорашен председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, исто така беше учесник на конференцијата, а беше и еден од модераторите. За неговиот истражувачки труд слушнете повеќе од разговорот што го водевме со него. Димитар Атанасовски, поранешен председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, минатата година само како председател и представник на студентите, а оваа година на студентската УКЛО Колорс конференција со свој труд. Димитар работеше под менторство на Елена Шалевска, труд скратување на зборови во сленг од генерацијата Z. Многу интересен наслов, предпоставувам дека и оно што си го работел било интересно за тебе. Да, баш. Па ние како јазичари речам, а јас на англиски јазик, па и лекторот Елена како по едни пати предавач што има држано предавање, се одлучивме да одбериме оваа тема, бидејќи јазикот постојано се менува и нашата генерација особено има свој интересен придонес кон англискиот јазик, па и кон македонскиот, но конкретно го истражуваме англискиот, односно кратенките кои што генерацијата Z, а генерацијата Z е секој роден од 97 до 2012 година, како тие најдват начин да се изразуваат под влијание на технологијата, социјалните мрежи, па дури под влијание на видеоигрите. И тоа беше мал предизвик за истражување, бидејќи нашата генерација така наречено digital natives, односно млади кои што се родени на некој начин со технологија и не знаат свет без технологија. Скратување на зборовите рековме во сленг од генерацијата Z. Баш. Кои се најчестите зборови кои што се скратуваат? Па вака, скратувањето во сленг постои дури од генерацијата на миленијалци. Тие беа првите млади со пристап на интернет, така што од попознатите се LOL, што значи laughing out loud, односно смеење на глас. Потоа имаме зборови како SUS, што е скратенка од зборот suspicious, па NPC од non-playable character, уште една кратенка под влијание на видеоигрите, па имаме постари кратенки од интернетот како that feeling when, тоа чувство кога нешто се случува, или TTYL, што значи talk to you later и така натаму. Ти си веќе во Z генерацијата, нели? Што ти најчесто користиш од кратениците? Јас искрено, како јазичар, како студент на англиски, ги користам многу често поголем дел од скратениците. Ние и како зборувачи на македонски јазик имаме своји кратеници, па покрај англиските SUS, NPC, talk to you later, FOMO, fear of missing out, користиме и скратеници на нашиот јазик како ИТН за и така натаму, ЗШ за зошто и така натаму. Сега како јазичар ќе те прашам колку е добро, а колку е лошо користењето на вакви скратеници? Па видете, за интернет комуникација тоа е многу корисно, бидејќи интернет комуникацијата може да биде спора и често знае да биде безчувствителна. Не можете да приложите туку така емоции преку комуникација на текст, на мејл, на социјалните мрежи. Многу ефикасно е користењето, бидејќи крати на време кога ги пишете зборовите. Единствено би представувало проблем, туку неприродно користење на овие скратеници во меѓучовечка комуникација, во живо, така што дури се држи таа комуникација на интернет е многу ефикасна, корисна и не представува никаков проблем. Но во говорот, кога треба да се изразувате на разни настани, официјални, да речем, па и предавања на факултетите и одговарање на испит, не, во никој случај не треба. Тука јас како студент сметам дека мора да има правила и стрикно зборување по тие правила при такви академски официјални свечени настани. Сега ќе се вратиме на оно што значи
подготовка на трудот и учеството на конференцијата, кои се заклучните моменти од твојот труд? Заклучните моменти од мојот труд е тоа што ние како генерација, како што реков, сме генерација порасната целосно со технологијата и под влијание на технологијата, социјалните мрежи, другите видови на медиуми кои што постојат поради технологијата. Главниот заклучок е дека нашето говорење, нашите придонеси кон јазикот се под влијание на технологијата, и дека овој сленг е универзален, односно се шири низ светот како да не постојат граници, како да не постојат граници на државите. Така што универзалноста на англискиот јазик се гледа преку овој сленг и се гледа дека генерацијата е глобална, а не само на домородни зборувачи на англискиот јазик. Добро, сега сосема за крај, во најавата кажав, поранешен председател на Универзитетското студентско собрание, мандатот помина. Како помина? Како беше во изминатата 2024-2025 година, мислам академска? Како председател. Беше голем предизвик, но јас дури пред да се кандидирам и да бидам изгласан за председател, јас се чувствував многу спремен и имав голема мотивација и мотивацијата никогаш не згасна. Некој ќе рече од првен иди мотивација после дисциплината, не ми беше потребна дисциплината. Јас бев постојано мотивиран и за жал не можев пак да се кандидирам за председател, бидејќи ме ограничува статутот и законот. Да имав можност би се кандидирал и би продолжил со работа со студентските собранија, а во однос на годината јас од собранието и од себе сум задоволен, особено дека имав голем развој како човек на професионален план, развиток на сите вештини со работа со другите луѓе, но и им дадовме со мојот состав на собранието, му дадовме нова свежина на студентските политики на нашиот универзитет. Така што УСС, Универзитетското студентско собрание на УКЛО, веќе представува како сериозен чинител во студентските политики и треба да се проложи, да се работи за да се остане на тој пат. Што ќе му порачаш на идниот нов председател на Универзитетското студентско собрание? Јас ќе му препорачам на целото студентско собрание, не само на председателот, дека во овие политики, студентски процеси, храброста е тоа што ги дели од успехот. Доколку се храбри, доколку не се плашат од ништо, доколку има двојлјата за борба, никој нема за ништо да ги спречи. Во сега случај остануваш и понатаму на УКЛО како повторно двигател на се што значи со студентски активизам и секогаш на помош кога ќе те викнат во новото раководство на УСС, да им излезеш во пресрак. Во секој случај, како велат, еднаш активист за секојаш активист. Душата не дава да се престане со работа. Димитар, ти благодарам за разговор. Благодарам и Почитувани, ова беше првата емисија од серијалот посветен на 4-та годишна меѓународна студентска конференција УКЛО Колорс 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, во кој ќе ги имитуваме разговорите со студентите учесници и нивните ментори. Ви благодарам што бевте со нас денеска и секако останете понатаму со нас на 90,8. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни денот што се раѓа. И донетој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен.
Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Укло ФМ, Битола, декември 2025 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk